колега председавач, почитуван главен државен ревизор и вашиот тим, почитувани колеги, да се вратиме малку, мислам, во реалноста и го разгледуваме вашиот извештај за финансиското работење и за трошењето на парите на граѓаните, начинот на трошењето на парите на граѓаните во здравствените институции, по-конкретно во клиниката за онкологија. Јас најпрво би сакала да ви се заблагодарам за вашето присуство, за вашата покажана висока професионалност и непристрасност и за тоа што еве неколку дена веќе седите тука и одговарате на секое наше прашање. Ние сме пратеници и навистина не би можеле толку стручно да одговориме, но и да ги анализираме документите кои што вие како институција ги праќате. Можам да кажам дека Државниот завод за ревизија, институцијата Народен правобранител, институцијата Комисија за антидискриминација и уште една до две, во морето на институции во Република Македонија, за жал, се само единствени светли точки, што од професионалност и посветеност, што од слух спрема граѓаните и нивните маки. И ова не го тврдам јас пристрасно, па затоа што сум опозиција, па сега ќе ги напаѓам колегите од власта, затоа што ова не засега сите и не дај Боже, а животот е таков, непредвидлив, секој може да биде пациент таму каде што во клиниката за која што разговараме. И не го говорам ова затоа што сум пристрасна, туку затоа што така говорат анкети. Не знам дали вашата институција конкретно е ставена во последно време на анкети, но граѓаните така велат. Народен правобранител, вашата институција, Комисијата за дискриминација, за корупција, така тие се, нема многу институции. Собрание, за жал, ние. Многу мала доверба, влада да не зборувам, јавно обвинителство. Правда, право. Беше 2, сега не знам. Сега може би е 0. Зошто? Затоа што немам потреба да подсетувам. И тоа не од сега. Еве ќе бидам реална и самокритична дека тоа се случувало години наназад. Но вакво дно Република Македонија одамна не доживеала. Одамна. Довербата во обвинителството. Што правело обвинителството за еден ваков монструозен чин? За едно ваков организиран криминал, организирано убивање на луѓе. Не можам да бирам зборови. Не сакам да бирам зборови. Затоа што пред неколку месеци мене ми се обрати многу млада пациентка за да набави ваков лек. Нема ни 27 години. Онколошки случај. И ова не го говорам за да наидам на емпатичност и сочувствителност. Ако некој не е емпатичен и сочувствителен на оваа тема, тогаш има проблем сам со себе. Има некој проблем во главата. Ова го говорам, бидејќи сите тука предпоставувам. Ова го кажав и на една емисија, па новинарката ми вели како тоа барале од вас, како не баре сме ние, не знам, во Холандија или во западноевропските земји, па еве сега ќе се изненадуваме како бараат врски. Бараат луѓето врски. За да дојде до лекот. И не дојде. И директорката рече одете во Косово. Лекот го има во Косово.
Па чекај, ќе ставиме ли крај? Ние пратениците не можеме да ставиме крај. Ние може само да испитуваме, ние не сме судски орган. Тој што треба да води, покажува на местото, за жал не бе во петокот, тој што треба да води прогон, МВР, тој чека да биде избран за уставен судија. Не знам во петокот дали му кажа дека нема да биде. Јас то постојано го говорам, нема да биде уставен судија и нека почне да си ја работи работата. За Дурмо Турс не си ја сработи. За 15 луѓе што изгореа во Тетово кабел. Цела јавност не се смее. До кога? До кога вака? И сега ние пратениците сме доведени до ситуација да бараме, да чепкаме од вашиот извештај, од изјави, од ваму, од новинарски написи, за да некако јавноста, па и обвинителството да се натера да овој случај има завршница. И нема тука политизирање од кога било. Не, ова ви е извештај за 21 година, така? Јас немам апсолутно никаков проблем. И ако било во 2012 и тој што го правил тоа во 2012, да има ригорозни мерки, затоа што, знаете што, почитувани колеги, што браните, што се, не браните, ама се обидувате некако да релативизирате. Еден совет до вас. Ароганцијата на ваквите клептомани е толку многу голема, што вие за нив не представувате ништо друго, освен гласачка машинерија. И нема воопшто да им текне на вас, ќе ве заменат со нова, друга гласачка машинерија, а они умеѓувреме ќе убиваат луѓе на начин на кој што убивале до сега. И затоа велам, ниту оваа страна, ниту таа страна не треба да релативизира, да си ја анкетната комисија, да си ја одработи работата до крај, бидејќи лично се сомневам дека и во анкетната комисија исказите кои што беа дадени не се веродостојни, затоа што, например, Беким Сали кажа дека ја информирал владата постојано, што значи дека Димитар Ковачевски и владата биле запознаени со случаите. Ама немало фидбек. Ќе видиме што ќе каже, ако воопшто каже и ако дојде утре и останатите, Филипче и другите. Да се вратам на извештајот, затоа што не сакам да одолговлекувам, сакам малку од малку нештата да ни бидат појасни, бидејќи навистина не можам да разберам кој монструозен ум, Менгеле го знаеме сите, ова било концентрационен логор, кој монструозен ум го смислил ова, да не ја даде шампулата на оној кој што последна надеж му е таа ампула, да го лажеш семејството кое што едвај го донело до таму, па едвај дочекало да дојде на ред, бидејќи сите знаеме како функционира онкологија, и ти да одлучиш дека на тој пациент нема да му го дадеш лекот. Не знам, конзилиум на психијатри, овде не треба само притвор и затвор. Овде треба и конзилиум на психијатри. Кои се тие умови што вакво нешто смислиле? Кај, не знам колку сте верници, јас сум верник, кај ки им оди душата бе на овие луѓе? Па се ли е до проклетите пари? За да ги покажат во јавноста колку се богати. Имавме еден таков случај пред неколку дена. Ви покажаа колку се богати. Некој. Такви ќе бидат овие сега што
ако се обидувате да ги браните и да релативизирате. Таков ум треба да биде во затвор. И никогаш повеќе, освен што ќе му се одземе лиценцата секако, никогаш повеќе да не дојде до допир со јавни пари. Оти ова се пари од сите граѓани на Република Македонија. Та не светост била партијата, не колега. Животот е светост и животот е уставно загарантиран. Не. Тоа, ваши вешови држат предавање и некој, не знам, ваши, не сакам тука да зборувам ваши и наши, секој кој што направил криминал треба да одговара, а тој кој што е платен од наши пари, треба да си ја работи работата, почнувајќи од МВР, завршувајќи до обвинителство. Вака вели обвинителката, дека започнале после новинарски написи, а овој извештај, ако не сум во право, нека ме коригираат, го имате пратено во април. Така? Во септември, добро, како и да е. Значи имало време. Да не говорам сега што една сестра, ја гледав на едно интервју, целата сметководствена евиденција, замислете, на една толкава клиника и на толку многу закони кои што сме донеле, а слушаме од ревизорот дека треба и да ги доуредиме, се водела во две тетрадки. Една на вечер, една на сабајле. Во две тетрадки. Една на вечер, една сабајле. Во тие тетрадки се животите и судбините на пациентите. Дали мислите дека сестрите сами ова го правеле? Па сигурно не сме толку лековерни. Да веруваме дека сестрите ова сами го правеле? Не. Ова е организиран криминал. Ние не можеме да докажеме, ние може само да поттикнеме, да си го работи, да си ја работи работата, овој што мисли дека ќе биде уставен судија, а нема да биде, да почне да работи. Имам прашање. Дали ви беше, кога ја вршевте ревизијата, дали ви беше представен план од клиниката за обезбедување на средствата? Значи план, дали имала клиниката на онкологија, како ќе ги набават финансиските средства за лековите кои што ги требуваат? И дали прашавте во меѓувреме зошто нема стручен колегиум, па директорот сам одлучува на кого ќе се даде лекот, а на кого не. Ова мора да го потенцираме, затоа што една личност одлучувала, дали таа млада личност што и рекоа оди на Косово, земи ги ампулите, ќе живее или нема да живее. Понатаму, дали имало барање од клиниката за онкологија до Министерството за здравство? Дали Министерството за здравство може да прави јавна набавка без согласност од фондот? Тоа го видов дека не може. Меѓутоа добро е, знаете, повторувањето е мајка на знаењето, па некои работи треба и почесто да се повторува. Дали неупотребувањето, замислете, като системот стои 7 години во на клиниката, во некоја си просторија. Еве, може би немате вие информација, но чисто, да ве прашам. Министерот Беким Сали, вели, го праша колешка на анкетна комисија и вели дека тој прв пат слушнал дека има като систем. И сега вие сте правеле таму ревизија. Дали е воопшто можно да не знае дека има като систем? Не бареле, не знам каде, во Калифорнија, во Лос Анџелес, каде е толкава зграда, огромна, па да не знае каде е, дека таков систем постои. Просто ми е неверојатно. А да потенцираме и дека като системот, освен што дозира, е сигурност и на самите здравствени работници. Ама, еве, не го употребувале.
И уште едно прашање вака, многу исто така ме интересира, не знам дали можете да ми го одговорите, но еве, нека остане запишано. Ме интересира патот на парите, односно патот на лекот. Колку ампули завршиле во Косово? Дали воопшто можеме да знаеме? И како го правдале овој пат на парите и на лекот, на исчезнувањето на ампулите? Како тоа го правеле? Ке докажеме ли некогаш за да ставиме крај на мафијава во бели мантили? Бидејќи, знаете како, си ставија дамка на белиот мантил, јас не сакам да генерализирам, напротив, сметам дека има многу професионални лекари, многу професионални медицински кадри, но за жал, мафијата која што е влезена во здравството, јас искрено да ви кажам, не сум убедена дека само во онкологија. Мислам дека има и други клиники, но да не преюдицираме, си имате вие годишна програма, ќе си работите, предпоставувам, но мафијата, бидејќи во Република Македонија, да се разбереме, уште францускиот амбасадор пред заминување кажа дека во Република Македонија владеат 5 фамилии. И тие 5 фамилии си имаат своја мафија и они раководат со државава. Зато велам, ретки се институции како вашата, кои што се обидуваат да бидат професионални, и јас ви честитам на тоа, и би сакала вака да апелирам до вас, доколку имате било какви притисоци, позната е ова влада со балкански методи, оправдани, неоправдани. Ако имате такви, слободно кажете ги во јавноста, бидејќи не сме 2000 и не знам која година, 2023 година сме, и такви методи повеќе не функционираат и не треба да функционираат. Јас навистина уште еднаш ви честитам на вашата професионалност и храброст, што во овие моменти се обидувате со вашиот извештај за финансиско работење да апелирате на засегнатите органи, вклучително и на нас како собрание, како законодавен дом, дека во државата нешто труло се случува, дека парите на народот не се трошат како што треба. Тоа го знаеме, но веќе треба да ставиме крај. И пак ќе кажам, обично моите говори се многу често политички, но не можам за овој случај да држам страна, како би рекле, затоа што страната во овој случај е животот, бидејќи се работи за болни од најтешка болест, и страната се пациентите кои што таму се лекуваат, нивните фамилии, нивните семејства, и страната сме ние како собрание, како законодавен дом, кој што прво го гласаме главниот документ, буџетот. Прво тоа правиме. Го гласаме или не го гласаме. Поднесуваме амандмани, не поднесуваме. Второ, ја бираме владата. Барем на хартија, ние ја бираме владата. Му даваме овластувања, го бираме државниот јавен обвинител. Ве бираме вас. Ги бираме уставните суди. И затоа велам уште еднаш, Јовевски да почне да работи не само за овој случај. Смешното обвинение за кабелот ќе се изучува, ако Кацарска се изучува во Колумбија на универзитетите како не треба, тука касниме ние. Ќе има време, ќе се изучува и во иднина, Кацарска. Јовевски ќе се изучува со смешни обвиненија. И затоа
уште еднаш, по не знам кој пат, ќе кажам, браво за вас, бидејќи ако некој ден се изучува некаква институција, бидејќи од над 2000 институции, само 4 да функционира, знаете што е тоа? Раритет. Останете такви доследни, како што сте, и да бидете пример на останатите институции. Пример како треба се работи професионално и непристрасно и како треба се трошат парите на граѓаните во Република Македонија. Поставив неколку прашања, доколку можете да ми одговорите, јас би била благодарна. Доколку сум излегла од рамките на вашите законски надлежности, сепак не сум економист, па да знам што би требало и што не во извештајот да биде потенцирано, но верувајте ми, посебно ова прашање за патот на парите, односно патот на лекот, како дошол во онкологија и како излегол и како отишол во Косово. И зошто баш во Косово? Како е одбрано Косово? Тука секој покреативен обвинител би имал многу дилеми и многу голем пат за да дојде до одговор. Па да постави прашање до МВР од тоа година до ова година колку државјанства имало од таа држава. Дали е вистина дека пензии се добиваат од Косово? И многу, ова се веќе дилеми наши. Дилеми за пратенички прашања, алатка која што исто така ја имаме на располагање. Но, нешто кое што итекако го црпи македонскиот државен буџет. Прашање кое што треба да ги замисли сите 120 пратеници тука. Затоа што прво и пред се ги представуваме граѓаните на Република Македонија. Благодарам.